За плата од 500 до 700 евра месечно би се вратили иселениците во Македонија, бидејќи и главната причина зошто тие ја напуштиле државава се ниските плати. Ова го покажа научното истражување во рамките на проектот Јас сакам да се вратам, што го реализира невладините Надеж од Македонска каменица, Амброзија од Пехчево и Камо Делчево со поддршка на Цивика Мобилитас. Главна причина за нивното иселување се ниските примања, како и неможноста да најдат соодветна работа. Потоа, програмите за вработување на Агенцијата за вработување на Република Македонија, иселениците истакнаа дека истите се недоволно запознаени со овие програми, од една страна, од друга страна и истите им се недостапни како процедура, значи на аплицирање. Истражувањето се спроведе во трите општини Делчево, Пехчево и Македонска каменица, каде иселувањето е заеднички именител, но сликата и потребите на луѓето се разликуваат од една до друга општина. Со општина Делчево, кај што можеби е и најсложена состојбата, односно постои потреба од отварање на поголеми економски капацитети. Ние, како коалиција која што работиме на оваа проблематика, ги дадовме нашите предлози до работната група во АВРМ, односно при Министерството за труд и социјална политика, да бидат субвенционирани отварањето на работни места со плюс 30% како работни места во рурални средини. Мерките за реинтеграција на иселениците од сите институции, вклучувајќи ги и општините, Агенцијата за вработување, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, не се доволно афирмирани. Постои расположение кај иселениците да се вратат во своите родни краишта и некаде средната просечна висина на приходите кои што истите ги посекуваат изнесуваат од 500 до 700 евра. Потенцираме уште еднаш за младите од причина што токму оваа година, 2018 година, ќе биде година на младите, кај што ќе постои и младинска гаранција, дополнителни средства од самата држава, која што доколку биде измечирана, заедно со тимот на ЛЕР од општините, ќе се создадат услови за младите да не размислуваат толку за заминување, туку за подигање за квалитетот на живот. Препораките од проектот ќе бидат доставени до сите институции, инаку за прв пат во креирањето на оперативните мерки за вработување на државава се вклучени и представници од Центарот за вработување во Делчево и од невладиниот сектор од Делчево.